Зборуваме за спорт. Имено од мојата десна страна го имам капитенот на ракометниот клуб Вардар. Со мене е Гоце Георгиевски. Добро утро. Добро утро. Ќе зборуваме за новата сезона, за новите предизвици, за тоа, да започнеме со тоа каква е моментално атмосферата во клубот. Па добро, можам да кажам дека оваа надпреварувачка сезона ја почнуваме во доста изменет состав. Веќе 2 недели сме заедно. Само што ги завршивме базичните подготовки, сега ќе наред следуваат оние пријателски надпревари. Доста е нова екипа, доста нови играчи, нов тренер, така да моментално е добро се тренира. Добро, кога се во прашање новите играчи кои што Филип Талевски ви се врати, некој замина, што значи таа адаптација да се стане сега повторно еден тим, како се одвива таа хемија меѓу вас? Па добро, потребно е време, како што кажав, бидејќи се работи за доста нови играчи, мора да се земе фактот дека и стручниот штаб ни е целосно нов, така да треба да се воспостави една хемија помеѓу играчите и стручниот штаб, а тоа некогаш бара и повеќе време, а целите амбициите на клубот се сосема поинакви, нели, не гази времето, ќе почнат надпревари, така да кажам, тоа маратонски се прави во еден период да се склопи и самата екипа, самата игра, како на тренизите, така на надпреварите, хемијата подразбирам, дружењето надворот, тренизите, така да се тоа си бара време, но во најкусможен рок да се стави во една целина. Добро, дали Иван Чупич, играчката легенда на Вардар, очекувате да донесе една поинаква нова енергија како тренер? Па добро, ја не би говорил многу за него, он беше во Вардар, освои 2 шампионски титули, он знае што е Вардар, како е да се игра тука. Сега е во еден поинаков агол, доаѓа да го пренесе неговото стекнато искуство, знаење како тренер. Млад е амбициозен тренер, можеби нема доволно искуство, но знае како треба да се одвива тука работите во Вардар. Ја се надевам дека ќе биде така и ќе видиме, ќе покаже времето. Пак ќе кажам, човек што бил тука, што освоил титули со Вардар и се надевам дека ќе пренесе тоа знаење. Во тој дух, дека така ќе продолжи. Добро, турнирот во Охрид во вторник, важен дел од подготовките. Кои се очекувањата во поглед на конкуренцијата? Се работи за еден исклучително тежок турнир, квалитетен, со доста квалитетни противници. Ние минатата година учествувавме на тој турнир. Мислам дека оваа сезона, оваа година е поквалитетен, така да мислам дека тие надпревари во Охрид ќе ни донесат една добра подлога за она што ни следува во надпреварувачката сезона. Таму ќе играме со Пелистер, каде што ни е најголем спортски ривал. Така да мислам овој турнир добро ќе ни дојде за добра подготовка за оној суперкуп што ќе го играме со Пелистер, како и за надпреварите во домашното првенство Европа. Европската лига носи силна конкуренција. Што според тебе е клучно за Вардар да направи да оди подалеку во сезона? Па добро, минатата година исто игравме во таа Европска лига, во Лигата на Европа. Оваа година исто добивме еден, да кажам, примамлива група со некои противници што ја не би ги потценил во никој случај. Се работат за доста квалитетни противници. Не очекува навистина неизвестна борба во таа група, каде што имаме шанси да ја поминеме. Мислам дека и тоа е целта на клубот. Така да се надевам, горе-доле ги познаваме противниците веќе. Се надевам дека ќе го поминеме овој прв чекор од таа група што не успеавме минатата година и дека ќе се пласираме во таа втора група од Европската лига. Добро, го споминавте Пелистер, ајде во домашното првенство Вардар традиционално е фаворит. Колку е тешко да се одржи таа доминација со новата конкуренција? Минатата сезона победивте во Битола, па потоа Пелистер победи во Скопје и освои титулата. Па токму така, овие се дерби надпревари каде што не се знае победникот однапред. Тоа е добро за македонскиот ракомет. Тука имаме и други екипи како Алкалуит, Охрид, кои што се доста квалитетни, го подобруваат квалитетот на самото првенство. Па мислам дека нашиот ривалитет со Пелистер прерасна во еден здрав
здрав ривал, така да секоја година се неизвестни надпреварите. Минатата година ние ги победивме во Битола, потоа и за купот ги победивме во Охридно, оној решавачки надпревар што го имавме на домашен терен. Тие не победија, си претходно во некои мои изјави кажав дека тешко е во еден дерби надпревар 3 пати да победите еден ист противник. И да не е дерби надпревар, е тешко истиот противник да го добиете, а не па Пелистар што е најголем ривал. Така да тешко е од тој аспект. Имавме се на своја страна, домашен терен, полна публика, но тоа е ракометот, затоа го прави интересен и неизвестен. Купот на Македонија знае да биде непредвидлив. Како гледате на ова надпреварување, со какви амбиции влегувате во него? Па добро, секогаш освојувачите на купот е специфичен затоа што во многу години во минатото се покажало дека не секогаш фаворитот го освојува купот. Тој е непредвидлив, се игра на неутрален терен, така да тука многу решаваат фактори, моменталната инспирација, мотивација, поспремна екипа, дали екипата има помалце повреди од противникот. Се тие влијаат некои фактори што донесуваат кој ќе биде освојувач на тој куп. Така да од тој аспект купот е самиот специфичен по себе, интересен, како и за гледачите и за љубителите на ракометот, така и за сите. Така да тоа е едно специфично надпреварување, но Вардар секогаш цели највисоко и да го освојува и тоа надпреварување. Гоце Ѓоргиевски, капитен на РК Вардар или ракометен клуб Вардар, како капитен, како ги интегрирате меѓусебно играчите да се задржи оној вардарскиот дух? Па да, бидете, ајде со македонските играчи е многу поинаку. Они знаат веќе што е Вардар, што е клуб, дека е Вардар институција, но кога ќе дојдат странски играчи нови, им треба време, низ разговори, дружења. Тие горе-доле знаат што е Вардар, во кој клуб доаѓаат, но сепак треба да им се долови, што се вели од лице место, што значи овој клуб, каква е ова институција, како треба да се однесуваат не само на надпреварите, надвор од него и кога ќе излезат, да кажам, во град. Така да мислам дека тоа е најбитно за еден тим, хемијата да се задржи меѓу играчите и мислам дека ако има една хемија и атмосфера во екипата, таа е најголемиот двигател за постигнување и предуслов, е некој индикатор за постигнување на добри резултати. Да. Одбраната пак е белег на Вардар. Со новата постава како ќе се задржи цврстината? Да, како што кажав, многу нови играчи, треба време да се вклопат, тренерскиот штаб сега интензивно се работи на тоа, се одбрана се вежба, напад се вежба, се вежба сите сегменти, затоа што се доста нови играчи, не се знае во овој момент кој како што може да допридонесе, дали некој е повреден, не е, така да се тоа некои, да кажам, ситни работи што треба да се компонираат во една целина и Вардар да го добие она што се вели прво срцето на одбраната, каде што сме препознатливи по тоа во изминативе години, каде што навистина играме добра одбрана, а понатаму да се трансформира тоа и во нападот и во транзицијата. Така да мислам дека добро се работи, на добар пат сме. Јас за екипата вака се уште е рано да кажам, но мислам дека се работи за едни добри момци. Добра екипа е, мислам дека ќе биде добро. Ајде да го завршиме разговорот со најважната алка. Мислам дека на цела ваша работа, цел ваш труд и се што велите, сите тие ситни нешта кога ќе се инкорпорираат заедно. Навивачите на Вардар. Тие се најгласните, најверните, додека зборувавте, идеа постојано инсерти со полни трибини. Така. Колку е важна нивната поддршка, колку таа ве мотивира, нивниот глас, колку ве одржува на терен? Па како не, публиката, навивачите се една, да кажам, движечка алка за екипата, затоа што со самото присуство нивно на терен кој ќе го видите, самата екипа, мислам, за 30-40% е подобра, мислам, помотивирана, поборбена. Самото тоа, колку можеби денеска и да не сте нешто во некој расположение, некоја можеби не сте станале добро, не сте чувствувате добро за надпревар, но кога ќе ги видите навивачите, тоа е едно сосема поинаква слика. Вардар знаеме какви навивачи има, верни, тоа не треба да го повторувам.
тие се нашиот, што се вели, 8-ми играч. Јас само имам пофални зборови, во секој сегмент не бодрат. Мене ми е, еве, минатата сезона, последниот напревар со Пелистер беше една фантастична атмосфера, што ја можеби не сум ја доживал не знам колку години, што навистина ми е криво што на крајниот епилог не беше позитивен за нас. Ама навивачите се тука и кога победува и кога губи. Да, тоа е тоа. Да, тоа ми беше таа следно. Да, тоа ми беше следно да го кажам за тоа што и покрај поразот тие не поддржува и останавме во салата со нив, што се вели, да ни дадат поддршка и тоа е големината на еден клуб и на едни навивачи. Клубот може да победува и да губи, но навивачите тие остануваат кои даваат поддршка и во добро, да кажам и во лошо. Така да тука се гледа големината на тие навивачи, што после поразот ни дадува поддршка, да се знаат и тие колку нас не е тешко, како и нив сигурно дупло потешко. Но тука е да даеме поддршка и за следните предизвици што не чекаат, да имаме позитивни резултати. Посакам убава успешна сезона. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас и на што ми дозволивте да зборувам со вас.